Мојата професорка Елисавета Кушевска, мислам дека виде потенцијал, секогаш ми збореше ти нема никогаш да бидеш балерина, но ти ќе бидеш добар кореограф. Може би тоа ти нема никогаш да бидеш балерина, повеќе звучеше во мојата глава, отколку тоа кореограф, бидејќи сакав да ја докажам на мојата професорка дека ќе бидам не само добра балерина, него одлична балерина на сцена. И мислам дека сум веќе единствената од незината класа, покрај Мирјана Попалексова, која што се уште танцувам на нашата сцена. Здраво, ова е подкастот за секого по нешто, на сакам да кажам МК. Јас сум Билјана Несторовска, а денес со нас е Саша Евтимова, истакнат балетски солист и кореографка. Саша, прво честитки за јубилеот, 25 години активна на сцената, да ти се множат премиерите, годините на сцена. Имаш убава вечер синојка, како се чувствуваш? Денеска се чувствувам одлично. Некако, прво благодарам за поканата, секогаш си, значи, чекор со мене, што многу ретко се случува од нашите новинари. Или прво треба да им се јавиш на новинарите за некако да те викнат во емисија или било што, но ти си една од ретките кои што навистина ми го пратиш секој мој чекор и секогаш известуваш за мене и навистина сум ти благодарна за тоа и за нормално сега што ме викна за прв пат, ова ми е прв подкаст што го правам. Така да 25 години и јубилеј на сцената на Националната опера и балет. Не знам што да кажам. Како помина овие 25 години? Како почна? Кај си денес? Што све ти самота низ глава? Ако почнам, кога правев муавет со брат ми на темата, кога ми вика колку години славиш ти? 25. Како бе вика 25 години славиш? Ја од кога знам за тебе ти си на сцена. И реално славам 35 години затоа што првата моја представа е на 10 години Зодијак. Така да уствари се 35 години, 25 години активно како балерина. И понатака, нели, нормално истакнат солиста на Националната опера и балет. Многу солзи, многу работа, многу откажувања. Буткаш за да стигнеш до таму каде што ти е зацртано да стигнеш. Јас навистина се буткав сиве овие години и покрај годините кои што ги имам, прилично сум зрела балерина, да кажеме, на заоѓај на кариера, на еден начин, без разлика тоа како се чувствува моето тело и како јас ги изведувам сите тие улоги кои што ми се дадени во овој момент. Но едноставно самата до себе бев решена дека јас морам да го направам тој 25 јубилеј. Еден вид затварање на една врата, но отварање на нови предизвици за мене како уметник, да кажем. Откажување од што? Откажување од приватен живот, тоа е најголемата работа, затоа што секогаш приватниот живот го ставаме на второ место, бидејќи единственото нешто кое што не интересира нормално е театарот, барем мене ми интересира театарот. И жал ми е што можеби не сум веќе на сцената толку многу, но знам дека треба и младите генерации да им се даде шанса и тие да бидат на сцената и да уживаат и да ги доживеат сите тие 25 години играње на сцена како што сум ги доживеала јас. Како почна? Девојче си игра, си танцува по дома и после како тргна патот? Некој те препозна или од дома? Тети ми препозна, театарски критичар Иван Ивановски, инаку секој роден ден јас дома имав представа. Да. Нана ми ги шиеше костимите за секоја, да. Без разлика дали е роден ден или некое фамилиарно собирање, јас морав да имам некоја представа. Се шминкав, имав нана ми специјално ми правеше костими за секој настап. И тети ми театарски критичар Иван Ивановски виде потенцијал во мене и реши вика зашто не ја дадете во музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј на 7 годишна возраст. Иако сите запишуваат на 9 годишна возраст, јас некако решив на 7, ме привија, но ми рекоа да знаеш дека ќе повторуваш. Јас реков нема проблем за повторување. Мене тоа не ми е мака, едноставно сакам да играм. А како после се развива кариерата како кореограф? Мојата професорка Елисавета Кушевска, мислам дека виде потенцијал, секогаш ми збореше ти нема никогаш да бидеш балерина, но ти ќе бидеш добар кореограф.
можеби тоа ти нема никогаш да бидеш балерина. Повеќе звучеше во мојата глава отколку тоа кореограф. Бидејќи сакав да ја докажам на мојата професорка дека ќе бидам не само добра балерина, него одлична балерина на сцена. И мислам дека сум веќе единствената од незината класа, покрај Мирјана Попалексова, која што се уште танцувам на нашата сцена. И која што се уште нели нормално и покрај сите повреди што сме ги имале, сепак се враќам добро во форма и дури подобро од претходниот пат. Така да првата шанса ми ја даде мојата професорка Елисавета Кушевска, можеби негде на 9 или на 10 години. Не знам тачно, можеби 11, првата сезона на Дајте музика. Тука имав прво кореографско искуство, да правам кореографии на познати песни во тоа време. И втората сезона на Дајте музика исто така имав искуство. Така да некако почетоците ми се тука уште од рани нозе. Мислам, јас се сеќавам на моменти од детството каде што знам дека се затвора во соба, пуштав музика во тоа време на радио, класична музика и знам дека правев кореографија во мојата глава, танцував во мојата соба. Така да можеби некако од таму и произлага се до тоа. Али мојата професорка сепак го намирисала тој мој талент, да кажеме, за кореографија. Значи многу е битна таа самодоверба и многу е битен педагогот како ќе ти пристапи. Многу е битен педагогот. Без разлика, мојата професорка со мене немаше некаков однос. Секогаш наоѓав на некои блокови. Сите кога имаме педагог, мислиме дека треба да бидеме сите омилени на тој педагог. За мене да педагог е сите да ги гледам еднакво, да немам фаворит, што е многу голем проблем моментално кај нас. Педагозите имаат фаворити, да, ворете се до тоа, но сметам дека сите треба да ги гледаш подеднакво, без фаворити, и на сите треба подеднакво да им се даде внимание и подучување на подобрување на балетската техника, на начинот на кој што треба да биде изведена некоја варијација или час или било што кореографија. Но јас секогаш бев на трето место кај мојата професорка. Првата беше Марија Јосиловска, втората беше Ивана, која што не се занимава со балет. Марија Јосиловска пред неколку години славеше 25 годишен юбилеј. Така да секогаш имав отпор од мојата професорка. Можеби за тоа сум на еден начин напатена, да кажеме, и за тоа брат ми секогаш ми вика, јас тебе те памтам само низ солзи. Брат ми не доаѓа на моите представи, затоа што вика едноставно мене ми е тешко да те гледам на сцена, затоа што знам што све имаш поминато во својот живот, за да достигнеш до таму кај што си денеска. И го разбирам од една страна. Али сето тоа мене ме тераше да идам напред и да буткам и за тоа сум тоа што сум. Доста патуваше мејатата година, колку рече 3 пати беше веќе во Естонија. Да. Имаш работилници таму? 3 години поред имам во Естонија, имам работилница. Тоа е Summer Dance Master Classes, каде што работам со професори од балетското училиште, национално училиште во Талин. И работам со кореограф Димитри Харченко, каде што работам како асистент на класични представи. Оваа година правевме The Fairy Doll, не знам како би дошло, и дел од Корсар. Претходната година ја работевме Ремонда, пред тоа работевме за Спаната убавица. Така да, навистина сум задоволна од целата таа соработка. Талин ми е вториот дом, така сакам да си го викам, затоа што навистина уживам кога сум таму и се наоѓам некако меѓу своји луѓе. Ме почитуваат и го ценат моето мислење и мојата работа. И едноставно едва чекам да се вратам пак повторно во мај месец, бидејќи сега бев прошлата година во ноември месец, каде што работам со студентите од Националното училиште, каде што поставив 2 парчиња, едното е пренесена кореографија Карневалот во Венеција и другото го заборавив. А како е таму? Таму нема фаворити кај педагозите? Има фаворити кај педагозите, но мислам, јас тоа, дали дека сум го осетила тоа на свој грб и ги гледам сите тие работи, но сепак гледаат подеднакво
на сите играчи, да. А како е со студентите? Дали се дисциплинирани, дали имаат почит кон професорите? Имаат почит, имаат и кон професијата, и кон професорите, и кон професорите кои што доаѓаат од надвор. Секогаш имате добар ден, како сте, добри ли сте? Саша, ве молам, дали можете ова да го покажете, да го направите. Баш прошлиот пат, сега во ноември месец, кога ја пренесував кореографијата, им покажував едно движење. И професорите кои што ме викнаа, ми вика, па Саша, вика, ти можеш на галата во јуни месец да го играш ова. И ја викам, фала ви, мислам дека младиве треба сепак да го играат тоа, затоа што едноставно знам колку години имам. Свесна сум. А како е ситуацијата во Македонија со балетското училиште? Има ли интерес? Има ли ученици да се запишуваат? Има доста. Тоа ми е драго што од година за година има све повеќе и повеќе ученици во балетското училиште. Нажалост, машки кадар немаме. Тоа е се уште можеби се уште е некоја табу тема кај нас да не ги пуштаат своите деца на балет. Тоа некако треба да се смени со тек на време, затоа што навистина ни се неопходен е машки кадар кај нас. Моментално немаме едноставно. Девојчиња имаме многу, што ми е многу драго. Знам дека сите сакаат да бидат балерини, но само оние ретките и исклучителни личности стануваат балерини. И нормално со многу работа и труд. Тоа е првенствено. Мојата професорка секогаш викаше 1% е талент, 99% е труд. Така да има луѓе кои што имаат талент, но едноставно затоа што го имаат талентот, мислат дека можат се да направат и не вклучуваат толку труд во сето тоа. Но сепак, ете, јас имав 1% талент, да кажеме, а 99% константна работа на себе. А како е во европските земји со машки? Има доста машки, да. Еве во Талин имав околу 13 машки кои што навистина може да бидат солисти, па дури и прваци. Дечкото со кој што работам, Роман, кој што ќе биде солиста во карнавалот во Венеција, има 16 години, а ја го знам од 9 годишна возраст, не, 10 годишна возраст, да кажеме. Така да јас верувам во него дека ќе биде првенец на естонскиот балет, затоа што има страшен потенцијал, иако има 16 години. А иначе сега ми текна и второто дело е Падекатер на Пуни, така да исто така тоа е пренесена кореографија од стар балет. Со некои мои мали измени нормално. Кога зборувавме за Смаралда, рече дека Годулата е една од лековите кои што си ги посакувала. Ја изигра, сега нешто што друго ти остана, што си посакуваш за играње? Мислам дека толку е тоа. Годула беше навистина една од улогите кои што сакав да ги играм, можеби затоа што мислам дека е адекватна за годините кои што ги имам, иако многу луѓе не би се сложиле со тоа. Но сепак морав да си го слушам срцето, затоа што пред се е драмска улога која што емоционално истоштува, а првиот дел е доста техничен, кој што треба да го исполниш исто така. Никогаш не сум сонувала за улоги. Како балерина, никогаш не сум сонувала, сакам тоа да играм, сакам тоа да играм или сакам тоа да играм. Улогите некако кај мене доаѓа по случајност. Имам неколку улоги изиграно, први улоги да кажеме, во Кармина Бурана, која што одиграв ден пред генерална проба, се повреди колешката моја, така да морав да ускокнам во таа улога. На сам ден на представа во Клеопатра ускокнав во Змијата, која што има доста технички делови и е главен лик во самата представа. Знам дека и дури и Снежана и Седумте џиња Снежана имав изиграно, буквално ме викнаа од дома да дојдам, на самиот ден ја учев представата, без разлика дали е за деца или не е за деца, пак мораш одговорно да излезеш на сцена, нели нормално. Така да некако сите улоги ми доаѓаа спонтано, никогаш не сум се замислувала како лебед, да кажеме. Иако знам дека моите раце и движењето на моите раце личи на лебед, но никогаш не сум се стремела да идам, сега ќе бидам прв играч. Затоа што секогаш сум знаела каде ми е местото. И каде, да сум имала прави педагози, кои што би верувале во мене и би ме насочиле, да, може би била првак.
Но јас сум задоволна со тоа што све имам постигнато во животов на сцена како уметник, затоа што све сум работела сама со мој труд и со добрите зборови од неколку ментори или педагози со кои што сум работела во Националната опера и балет. Али пак ја кажам, 99% е све сама. Представа за деца имаш работено? Неам работено, сакам да работам. Сакаш? Да. Мислам, еве да кажеме еден вид представата во Естонија што ја работев сега летово и е представа за деца. Ај малце ќе може би ќе се случи тоа оваа година со балетското училиште. Сега уште сме во преговори за да што гледам да го се сослободам некако со време за да можам да и се посветам на децата во балетското училиште. Али ете да кажеме дека од тука ќе почнем. Иначе сакам да правам детски представи затоа што се многу голем предизвик. Јас сум мојот ментор, менаџер, ќе кажам Френк Андерсен, кога работев и кога патував низ целиот свет со неговите представи, затоа што он го пренесува Брунонвил на секаде низ светот. Секогаш кога сме правеле муабет, секогаш ми зборел ти треба да правиш детски представи. Иако не се гледам дека треба да правам детски представи, а подсвесно сакам да правам детски представи затоа што уживам во сите тие детски приказни. Дури сум размислувала и за детски представи од наши македонски автори. Не мора да бидат познатите Дизни или не знам си. Така. Али сакам од македонски автори детски представи да направам, затоа што мислам дека моментално имаме еден фантастични писатели, да кажам, на детски илустрации, на детски книги. Што мислам дека супер може да се преточи во некоја си детска представа, да кажем. Олево Кршачка, дали би сакала да ја работиш како да Олево Кршачка, да, ќе ја работам. Ќе ја работиш? Олево Кршачка, обнова. Мислам, се надевам. Нема да биде обнова. Не обнова? Нема да биде обнова, ќе биде целосно нова, со нова кореографија, со нова сценографија, со нови костими, малце во поинакво руво. Ќе ја направам, нели, нормално. Сонувам многу за тоа како треба да изгледа, знам како треба да изгледа, али не знам кој ќе биде ауткамот од сето тоа, затоа што моментално све е во моја глава и све е на папир ставено, но нели не сето тоа зависи од финансиите колку што ги имаме за таа представа. Може ли да кажеш сега од каква проба дојде? Што подготвувате во балетот? Моментално работиме и на представа со Чан Арслан, кореограф кој што долго време работи кај нас во Национална опера и балет. Првата представа вдека му е Кармина Бурана, потоа втората му е Кармен, третата му е Далечен плач и сега ова најновото дело се вика Патување. Многу интересно парче, музиката е прекрасна на Енцо Босое. Се спремаме за премиера која што за прв пат ќе биде во Анкара, мислам дека на некој фестивал, каде што чест ќе биде Национална опера и балет да ја дели сцената со еден од врвните кореографи од целиот свет, тоа е Акрам Кан, за балетските уметници и луѓе кои што ја пратат балетската сцена, ќе знаат кој е тој. Така да за нас е огромно задоволство и стварно е навистина голема работа да делиш со еден уметник како што е Акрам Кан. Од големо значење пред се за нашата држава. Многу работиш, многу патуваш, знам дека си постојано во театар. Кој е твојот издувен вентил на крајот од денот? Што те релаксира? На крајот од денот што ме релаксира? Едноставно кога влагам дома се исклучувам тотално од све. Најчесто криминални серии ми се издувен вентил. Сакам криминални серии затоа што ме опуштаат и ме релаксираат на еден начин. И нормално со партнерот да го поминам остатокот од денот колку што го имаме да се видиме. Така да тоа е партнерот ми е најчесто издувениот мој вентил затоа што љубовта која што е помеѓу нас е таа која што мене лично ме одржува. Така е. Константно. А ти одиш ли у театар? На представите на брат ти? Одам на представите на брат ти и на брат ми и понекогаш кога не ни се во ист период представите во театар, мислам кај нас на сцената, со другите театри гледам да идам почесто во театар. Добро. Затоа што тоа е исто така
учиш многу и од театарот исто така се учи многу, од други театарски режисери се учи исто така многу. Така да се надевам дека сега малце ќе бидам порелаксирана на еден начин да кажеме и све почесто ќе идам во театар на театарски представи. Саша, ти благодарам за гостувањето. Ти благодарам и на тебе на поканата и стварно уште еднаш ти благодарам, стварно си чекор со мене ме пратиш. Фала ти, Саша. Фала ти.